истражувачко новинарство бидејќи подразбира повеќе фази на истражување, од идентификување на изворите, темата на интересот, прибирање на податоците, нивна обработка, за на крај да дојдеме до некои конечни наоди кои што се всушност контури на една истражувачка сторија базирана на податоци. Работевме и на пребарување на повеќе отворени извори на податоци со некои понапредни алатки кои што навистина може да го олеснат и забрзат работењето на нас новинарите. Ja radim za organizaciju koja mi je omogućila neophodno vreme i resurse za rad na istraživačkim pričama. Ova 3 dana sam pokušao da prenesem svoje iskustva u radu na istraživačkim pričama. To je bitno zbog toga što kada državne institucije, kao što su sud, policija i tužilaštvo, ne rade svoj posao, na scenu stupaju novinari koji su tu da štite interes javnosti i da javnosti predoče činjenice koje se od njih kriju, a koje su za njih jako bitne. Mislim da makedonski i srpski novinari dele sličnu i istu sudbinu, a to se pre svega odnosi na rad pod velikim političkim pritiskom. Zato mislim da su skupovi ovog tipa jako značajni i bitni, da se novinari okuraže. Ova trodnevna radionica koju su organizovali kolege u Makedoniji jako je bitna s obzirom na činjenicu da makedonski mladi novinari dobijaju priliku da nauče vrijedne stvari o istraživačkom novinarstvu, ali isto tako da nauče vrijedne stvari vezane za nove medije, za planiranje, za etiku i standarde. Zašto je to bitno? Mi svakodnevno u našem poslu nemamo mogućnost da bavimo se stvarima koje su novosti u našim redakcijama, u novim tehnologijama i slično. Ovakve radionice pomažu nam da mladim novinarima, kolegama na kojima ostaje ova profesija, posebno profesija u Makedoniji, pružimo neke nove savjete poput istraživačkog novinarstva, pružimo neke nove poglede na nove medije, na Facebook, na Twitter, na Instagram, kako im pretražiti, kako dobiti kvalitetne informacije i s druge strane podsjetiti još jednom na značaj bitnih etičkih standarda i uređivačkih standarda na kojima počiva profesija. Усовршување на вештините за препознавање на сторија, дали има доволен материјал за истражување, вештини за да ги најдеш вистинските луѓе за кои ќе ти помогнат во развој на приказната, експерти, луѓе кои се директно засегнати, аналитичари. Потоа исто така делот каде што треба да препознаеш дали вреди да продолжиш да ја работиш таа приказна или треба да се откажеш. Иако сите ние мислиме дека нели се знаеме, дека нас не се потребни дополнителни обуки и тренинзи, ваков вид на тренинг е многу корисен од аспект на тоа како да прочитаме финансиски извештаи. Не треба да наплашат сите тие бројки што ги содржат финансиските извештаи, бидејќи се е лесно, само треба малку повеќе труд, а токму тоа се учи нова обука, како од премногу бројки да ги пронајдеш вистинските бројки, да ги искористиш за истражувачка сторија. Мислам дека оваа тројдневна обука беше феноменално искуство за мене, затоа што запознав и колеги од други медиуми, други што покриваат и други области, научив многу, предавачите беа феноменални. Научив не знам, за читање буџет, нешто со кое што никогаш не сум се занимавала и успеав сите мои претходни идеи некако да добиам некоја насока за како би ги преточила во некоја добра сторија. Научив за етика на медиуми, што не треба да публикуваат новинарите, а што смеат. Мислам дека ќе го памтам ова за секогаш, затоа што беше стварно за мене збогатувачко искуство.